Со европски пари ќе се реконструира црквата Свети Власии на тврдината Исар во Штип. Реализацијата на проектот е преку програмата за меѓугранична соработка меѓу општините Штип и Белица во соседна Бугарија. На двете општини за реализација на проектот Културен мост низ вековите на располагање им стојат на 400.000 евра. Буџетот за општина Штип е 185.000, а 220.000 евра за општината Белица, каде со овие средства ќе се реконструира Народното читалиште Георги Тодоров. Денешниот проект е значаен заради тоа што е 406.000 евра вкупниот буџет на овие два проекти, од кои што 221.000 евра се на страната на Бугарија, а 185.000 евра ќе припаднат на Источен плански регион за реставрација на црквата Свети Власие во Штип, во тврдината Исар практично, во една значајна зона. Со ова ние придонесуваме за развој на она што значи културно наследство, реставрација, да ги обновиме нашите цркви и нашите храмови кои што во минатото со текот на годините биле, да речем, оштетувани, уништувани. Ние по този начин нашето читалиште в града ще го реновираме изцяло. Нашето читалиште ќе го реновираме целосно. Сега имаме можност да го облагородиме и внатрешниот дел, да интервенираме кај подот, водоснабдувањето и да поставиме модерно затоплување. Модерно отопление. Проектот за реставрација и конзервација на црквата Свети Василии ќе се реализира во 3 фази. Освен на објектот, ќе се работи и на уредување на просторот околу самата црква, каде постои некропола. И не беше долго време откриена, меѓутоа со археолошките истражувања успеавме да ја откриеме. И после малку, да речеме, подолг период успеавме да дојдеме до средства каде што ќе ја конзервираме таа црква. Околниот ограден зид околу црквата, бидејќи на тој простор се наоѓа и огромна некропола, мислам дека ќе направиме неколку дела да покажеме дека постоела и некропола на овој дел, ќе се осветли овој дел, ќе се направат патеки, така да мислам дека ќе добиеме една нова културна содржина на Исарот која што ќе допринесе за културниот и туристичкиот развој на нашиот град. Проектот Културен мост низ вековите ќе се реализира преку ИПА програмата за меѓугранична соработка со поддршка на Центарот за развој на Источно-планскиот регион и ресорните министерства за локална самоуправа од двете партнерски држави Бугарија и Македонија. Се надевам дека Министерството за локална самоуправа и Министерството за регионален развој од Република Бугарија имат остварено добра и плодна соработка, имат подпишано договор за меѓусебна соработка и во рамките на ИПА фондовите кофинансираат со околу 61.000 евра во рамките на овој проект и се надеваме дека и во наредниот период искористеноста на ИПА фондовите, која што представува еден висок процент, околу 95% искористеност на средствата од страна на двете држави, ќе продолжи и во натамошниот период. За 8 месеци треба да стартува имплементацијата на проектот, за кој договорот е подпишан лани, а двете општини треба да го реализираат до септември 2021 година. Проектот покрај градежни активности предвидува јакнење на капацитетите за развој на културниот туризам во двата региони, со цел популаризација на материјалното и нематеријалното културно наследство, зашто во рамки на проектот планирани се низ активности, како обуки за туристички водичи, форуми и работилници. Видот на овој проект е инфраструктурен, а приоритетната оска е туризам. Специфичната цел на проектот е зајакнување на туристичкиот потенцијал на регионот преку иницијативи за соработка за подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство. Водечки партнер на овој проект е Народното читалиште Георги Тодоров од Белица, а партнер од Република Македонија е Центарот за развој на Источниот плански регион. Времетраењето на проектот е 24 месеци од 5.9.2019 до 3.9.2021 година. Целни групи на овој проект се засегнати страни во секторот култура и туризам, посетители на културни настани, јавни администрации, зголемување на капацитетите поврзани со туризмот, локално население, јавни и културни институции. Активноста број 1 ги опфаќа пресконференциите, од кои едната веќе беше одржана во Белица, додека втората пресконференција е оваа на која присуствувате. Целта на овие пресконференции е да се информира пошироко јавноста за проектот, негова промоција, цел на проектот и очекуваните резултати.
Во активност број 2 влегува обуката за туристички водичи, што подразбира 3-дневна обука за локални туристички водичи во Штип, од кои 2 дена основни практични вештини за водење локална екскурзиска тура и 1 ден информации за културно наследство. Потоа подготвена програма за идни туристички водичи од експерт, на која ќе учествуваат 5 учесници од Белица и 15 од Источниот плански регион. Обуката е насочена кон културните атракции, локалната традиција и животниот стил, а методи кои ќе бидат користени за обуката се интерактивни вежби, видеоматеријали, презентации, прашања и одговори. Активност број 3. Градење на капацитети. Обуки за управување со културни настани и културно наследство. Во склоп на оваа активност влегуваат 2 основни обуки, од кои првата обука е управување со културни настани, која ќе биде во време траење од 3 дена, а целта е да се обучат професионалци и да може да ги водат сите фази од подготовка на концепт, дизајн, реализација и управување со културни настани. Втората обука е управување со културно наследство, која исто така ќе трае 3 дена, во која ќе се опфатат сите аспекти на теорија и пракса за управување со наследството, практично искуство со одржливо искористување на културно наследство за развој на културниот туризам и знаење и вештини за основно управување со културно наследство. Активност број 4. Форум за дискусии, односно искористување на верското и археолошкото културно наследство за развој на културниот туризам. Во склоп на оваа активност ќе биде организирана 3-дневна дискусија во Белица, на која ќе учествуваат 40 учесници, односно по 20 учесници од двете страни. Предмет на оваа дискусија ќе биде како да се развие систем за вклучување на туристичкиот потенцијал на културните наследства. Како добри примери ќе бидат презентирани и нови форми за промоција преку интернет, како веб платформа, креирани интерактивни игри и постоечки мобилни технологии. Активност број 5. Конзерваторски и реставраторски работи на црква Свети Власија, Исар, Штип. Проектот предвидува конзервирање и реставрирање на сите ѕидови со камен и опус, како постојниот до 1,5 метри од нивото на теренот. Постојниот влез ќе биде означен на западниот зид, а во внатрешноста на зградата ќе биде обновена северозападната колона во висина од 0,7 метри од нивото на подот. Подот ќе биде обновен со камени плочи, а дополнителниот објект на јужниот зид ќе биде конзервиран и обновен на помала висина од 40 см од зидот на црквата. Вториот дел од проектот предвидува пристапна патека до црквата која е долга 146 метри и треба да биде изработена од камено од западната страна. Третиот дел од проектот предвидува осветлување, електрификација на пристапната патека и објектот со канделабри. Активност број 6. Адаптација на Народното читалиште Ѓорги Тодоров. Предвидена е внатрешна реконструкција на објектот, подови, водоснабдување, затоплување на објектот, електрични системи и опремување на објектот. Предвидено е приспособување на објектот за пристап на лице со попреченост. Активност број 7. Развој и обработка на веб платформа за археолошки и културен туризам. Ќе се креира заедничка веб платформа за туризмот, базирана на културното наследство. Платформата преку виртуелен форум ќе им овозможи на сите заинтересирани страни од областа на културата и туризмот да ги споделат најдобрите практики и искуства за промоција на туризмот. Активност број 8. 3D видео мапирање и промотивно видео. Целта на оваа активност е промоција на културното наследство на Источниот плански регион на иновативен пристап преку дигитална технологија со изработка на 3D видео за мапирање на археолошкиот локалитет Исар, кој што се наоѓа во Штип. Видеото ќе се прилагоди за презентација во голем обем на ѕидот на тврдината А13 и во помал обем во изложбени сали. Ќе се развие и промотивно видео за презентирање на културното и природното наследство на Белица, фолклор, музика и традиција. Активност број 9. Работилници за управување со туристички дестинации. Ќе бидат организирани 2-3-дневни работилници за вработени во локалните самоуправи кои се одговорни за развој на туризмот, невладиниот сектор, како и организациите за поддршка на бизнисот во туристичкиот сектор и регионалните стопански комори. Првата работилница ќе биде во Белица,
а втората во Штип. 30 учесници ќе бидат присутни, од кои по 15 од секоја од страните. Активност број 10. Саем за туризам во Белица, презентација на културата, историјата и традицијата на источниот регион. Саемот е предвиден да трае 3 дена, а неговата цел ќе биде да се промовира уникатното културно и природно наследство на источниот плански регион на саемот во Белица. Презентацијата на источниот плански регион ќе се реализира под слоганот Патување и туризам во источниот регион на Македонија, а на саемот ќе се прикажува 3D видеото. Саемот ќе се организира со учесниците на обуката за управување на културни настани. Активност 11. Патувачка презентација на Белица и саем за туризмот во Штип. Представување на Белица, култура, историја и традиција. Со цел презентирање на уникатното културно и природно наследство на Белица во ИПР, Центарот за развој на Источниот плански регион ќе организира патувачка презентација на Белица во 3 општини, и тоа Делчево, Виница и Кочани. Секој настан ќе трае 3 дена, а активноста ќе заврши со саем на туризам во Штип. Културното и природното наследство на Белица ќе се презентира преку фотографии, видеа, промотивни материјали и примери на локални ракотворби и сувенири. Сите настани и саемот ќе се организира со учесниците од обуката за управување со културни настани. Активност број 12. Набавка на иновативна опрема за популаризација на културното наследство во Белица. Со цел популаризација на материјалното и нематеријалното културно-историско наследство на Белица, ќе биде обезбеден информативен киоск, односно електронска табла, која ќе има мултифункционален екран на допир со дисплеј со вградени видео и аудио системи и оперативен систем. Ќе се постави во Народното читалиште Ѓорѓе Тодоров во Белица. Активност број 13 е промоција на градежно-конзерваторските работи, промотивно 3D видео и затворање на проектот во Штип. Промотивниот настан за промоција на резултатите од проектот ќе се одржи на археолошкиот локалитет Исар. 3D видеото ќе биде проектирано на зидот на тврдината Исар или на фасадите на црквата Свети Власија. Еден месец пред промотивниот настан ќе се спроведе широка медиумска кампања на која ќе се промовира промотивниот настан со цел поголема популарност на културното и историското наследство. Учесниците на настанот ќе го посетат археолошкиот локалитет Исар и ќе бидат придружувани од туристичките водичи обучени во рамките на активноста број 2. Активност број 14. Промоција на адаптираното народно читалиште и затворање на проектот во Белица. Овој настан ќе се одржи во Белица, а ќе се презентира креираното видео за културното наследство на Белица и 3D видео мапирањето за источниот плански регион. Ќе се презентира веб платформата и развиените игри. Завршниот настан ќе биде можност за вмрежување на засегнатите страни од областа на туризмот и културата и создавање на нови контакти од двете страни на границата. Со оваа презентација ги опфативме сите активности кои се предвидени во склоп на проектот Културен мост низ вековите. Ви благодариме за вашето внимание.